Господин Киријас, неодамна бевте во Украина како дел од делегација составена од европските либерали. Која беше целта на посетата? Во Украина патувавме како една поголема делегација заедно со колеги од регионот и од Европа, за да се запознаеме поблиско тоа што се случува во моментот во Украина. За жал, војната продолжува, таа не е завршена на југот од државата, дури и се интензивира. И не смееме да прифатиме дека војната е нешто ново нормално на континентот. Која е сликата што ја регистриравте од Украина и тамошната состојба? Да се стигне прво до Киев е навистина комплицирано. Мора да се патува до границите на Украина, па оттаму со воз некој 10 до 14 часа. Кога ќе стигнете во Киев, ќе видите дека станува збор за еден полупразен град, градот кој што бил со 5 милиони жители, во моментот има некои 2 до 3 милиона останато население. Нема луѓе по улиците, навечер има полициски час, се гасат сите светла. Голем дел од луѓето веќе не се ни кријат, едноставно продолжуваат со животите, затоа што велат ако постојано се во скривница, не можат нивниот живот ќе биде целосно разрушен и нема да можат да продолжат понатаму да живеат. Значи се живее со една ужасна психоза, меѓутоа проследена воедно и со еден неверојатен пркос и со неверојатна одлучност, неверојатна определба да се истре во одбраната на својата татковина и во одбраната на својата нација. Веднаш што ми излезете од Киев, каде што биле руските окупацијски сили, ќе видите масовни разрушувања, масовно уништување на целата инфраструктура, и стамбена и транспортна. Ги посетивме тие области во самите предградија на Киев, кои што биле окупирани од руските сили на почетокот на војната. За среќа тие се повлекоа таму, меѓутоа позади себе оставија пустош. Едно од првите места каде што руските десантни сили го заземаа беше аеродромот во Хостомел, кој што е само неколку километри северно од Киев, и каде што може да се види страшно разорнување на тие, тоа технолошко чудо кој што украинците за време на советско време го имаат изградено. Она што е ужасно се гледа разрушување на инфраструктурата и на многу домови, семејни домови на население, места каде што луѓе се екзекутирани, убиени, цивили, без никаква логика. Луѓето велат, па тоа беа нашите словенски браќа руси, како можеа тие да ни направат такво нешто? Оваа политика на Кремљ мора да се спречи, затоа што жртва денес се украинците, вчера беа грузиците и молдавците, но во иднина можеме да бидеме сите ние. Што е договорено со властите во Украина? Се договоривме повеќе за координација, тие навистина имаат потреба од помош и поддршка за да се дознае нивната вистина. Се договоривме како можеме да ги поддржиме понатаму да добиваат поддршка и помош, не само во воена техника, туку исто така и во економска поддршка, но и психолошка поддршка, но исто така и како да им помогнеме во презентирањето на нивната вистина пред граѓаните во нашите земји и пред граѓаните во светот кои што ќе бидат индиректни жртви на оваа руска агресија. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Благодарам и на вас.